Јавен обвинител од основното јавно обвинителство Кочани започна увид по големиот пожар што на 6 септември вечерта избувна во фабриката Мак Прогрес Винчини во Виница. Увидните действија ќе продолжат и наредните денови, бидејќи во дел од магазините се уште има жаришта кои тлеат, соопшти обвинителството. Поставени се против пожарни возила за заштита на плинската станица, која не беше зафатена од огнот. Во текот на утрешниот ден, на увид на лице место е повикано и вешто лице, електроинженер. Во меѓувреме обезбедени се снимки од видеонадзор и се преземаат други действија за испитување на настанот. На социјалните мрежи со објава се огласија пожарникарот Александар Ѓоргиевски од Штип, кој заедно со уште тројца колеги беше хоспитализиран во Кочани. Сите четворица сме добро и никој од нас не е сериозно загрозен. Ве молам да не се крива паника. Пожарникарската работа е таква и добро знаеме какви се предизвиците. Сите единици и доброволци дадоа се од себе пожарот да се стави под контрола и најважно нема човечки жртви. Морам да одадам признание за Кочанската болница и целиот персонал кој беше 24 часа на располагање. Респект за нив. Вчера од компанијата Мак Прогрес информираа дека во пожарот целосно изгорел еден производствен погон со 3 автоматизирани линии и 2 магазини. Мак Прогрес останува посвета на своите вработени партнери и заедницата. Фабриката Винчини ќе ја обновиме, имаме кадар и знаење за тоа, и тоа пак во Виница. Но потребно ни е време за тоа. Време во кое ќе мораме да направиме план за консолидација на производните линии кои останаа во функција, а со крајна цел сите вработени кои физички ги изгубија своите работни позиции, да ги прераспоредиме на други производни линии и да успееме да ги задржиме сите вработени на работа. Во пожарот беа повредени 18 лица, сите се во стабилна здравствена состојба. Мак Прогрес Винчини со 500 вработени е најголемиот стопански објект во Виница и е еден од водечките производители во кондиторската индустрија во Македонија со извоз во 55 држави.